Активниот рано наутро нашата Марија на лице место, овој пат за Црвениот крст и нивните хумани вредности. Промоција на можеби една од најзначајните младински едукативни програми кај нас се спроведа континуирано веќе неколку години, така што Марија малку повеќе за всушност оваа образовна хуманитарна програма која што е насочена кон особено младите луѓе. Александар Ристецки денеска има таа за соговорник следниве минути, така што Марија, добро утро од целата екипа на Утринската. Добро утро. Добро утро и од терен до целата екипа на Утринската на Телма телевизија. Токму така ќе говориме за Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Станува збор за промоција, односно програма која што се одржува во редовните активности на Црвениот крст, имено имплементирана дури од 1996 година. За каква програма всушност станува збор и колку се важни ваквите програми во кои што се вклучени младите лица? Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Александра Ристевски од Црвениот крст. Добро утро и добро дојдовте во Утринската на Телма. Добро утро, ви благодарам за просторот и за можноста да зборуваме за една ваква интересна и важна програма, би кажала, за нашата земја. Така е, да, важна програма, со оглед на тоа напоменав. Имплементирана е дури од 1996 година. Зошто се важни ваквите програми? Така. Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма која што работи за и со млади во нашата земја, која што регрутира и таргетира младинци на возраст од 13 до 18 години и се обидува да ги извлече од нивната дневна рутина, да речеме од онаа комфортна зона во која што тие се наоѓаат, но од друга страна поврзува теорија и пракса. Значи младинците доаѓаат на обуки кај нас во Црвениот крст, добиваат 3 обуки на тема дисеминација, односно теоретските вредности на Црвениот крст, потоа како се изработуваат мали проекти за заедницата, што подразбира дека тие сме ги обучиле, сме ги научиле како да таргетираат, како да ги изберат корисниците, целните групи, да се соочат со проблемите кои што ја мачат целата заедница и они на еден организиран начин да се обидат да најдат решение. Важно е да се каже дека во овие програми всушност малите проекти кои што тие ги иницират, ние не ги грантираме, не ги финансираме, туку тие треба да вложат многу своји волонтерски часови, значи промена на таа дневна рутина во која што ќе организираат фудбалски надпревари, спортски настани, креативни работилници во кои што ќе изработат честитки, колачи ќе продаваат, ќе излезат од комфортна зона, ќе разговарат со луѓето, се со цел да изберат и да помогнат на целната група која што тие избират. Темите кои што тие ги прават се најразлични, може да прават проекти кои што се од социјален карактер, во кои што помагаат лица во социјален ризик или пак еколошки проекти, нешто што сака да променат во својата заедница, да го средат, да го уредат, да го дотераат, или пак да речам проекти кои што се однесуваат на промоција на мирот и толеранцијата и соживот во нашата земја. Сега, зошто е токму денеска важен денот? Како што кажавме и ние, програмата функционира од 1996 година како иницијатива, а денеска всушност ја правиме промоцијата на монографијата, отприлике во 30 поглавља, како што имаме и 30 години, на 144 страни се напишани се она што представуваше патот на оваа една програма. Важно е да се каже дека програмата тогаш е иницирана од страна на меѓународен комитет во нашата земја, но е со сонце, бидејќи е направена со потребите и проблемите кои што ја мачаа нашата заедница, но потоа заради своите, да речам, добрите резултати, квалитети кои што ги постигна, понатака извезувана во Шри-Ланка, во Босна и Херцеговина, во Србија, во Косово и во Албанија. Така да навистина едни одлични резултати со кои што се кои се гордееме. Но кога збориме за резултати, уствари за што збориме ние? Годишно оваа програма обучува 1200 млади лица на возраст од 13 до 18 години на територија на цела земја, како што кажав, што значи дека програмата се имплементира во сите 33 општински организации во нашата земја. Циклусот започнува во јануари, кога обучуваме 40 дисеминатори. Значи во секој град поима по еден дисеминатор или преведено одговорно лице кое што менаџира групата од тие 30 младинци, кои што ние како тим, кои што брои 30 волонтери го обучуваме, а тој ги обучува понатака тие 30 младинци. Тие младинците 1200 веќе обучени, да речам во периодот од февруари до 15 мај роварат во своите заедници и ги прават тие, да речам, малите проекти. Значи многу се активни, многу промовираат, го дигат имиџот на самата организација, многу се присутни во заедницата и некако учат да видат кои се проблемите што ги мачат и како тие можат да помогнат, ама при тоа менувајќи се самите себе си, бидејќи помагајќи им на другите, всушност тие си помагаат самите себе си и стануваат најдобрата верзија од самите себе. До 15 мај се поднесуваат тие проекти и годишно отприлике
околу 150 мали проекти ги поднесуваат овие младинци и таргетираат и помагаат некаде бројка од околу 3000 луѓе, што е навистина една фасцинантна бројка, а вложуваат некаде околу 25.000 своји часови доброволни волонтерски за добробит на заедницата. И сега, според последните истражувања, велиме дека младинците поминуваат младите генерално по 8 часа на социјалните медиуми. Овие млади не влагат во таа група, отимаат редовни состаноци, често пати знаат да се налутат, да се изнервираат, да се изфрустрираат, бидејќи нешто не им успева, но тоа е единствениот начин како понатака да не се предадат и да успеат. И така да речеме 30 години. Се сумирани резултатите се навистина фрапантни, некаде околу 20.000 млади луѓе сме обучиле, кои што веќе денеска се лица кои што се вработени во корпоративниот сектор, во банките или во некаде во некои други организации, и тоа чувство дека тие помогнале, дека биле светлина во нечи живот кога никој друг не светел, мислам дека им е една патека, една водилка која што никогаш нема да ја заборават, и тоа се некои трајни промени кои што ние ги правиме во нашата заедница за овие млади луѓе. Навистина е убаво да се слушнат овие информации со оглед на тоа дека станува збор за млади луѓе кои што си повеќе се подготвуваат да помагаат на народот. Напоминавте дека од прилика 1200 луѓе се вклучени во самата обука на годишно ниво. Дали сте задоволни од оваа бројка конкретно или сметате дека може таа бројка да расте и да имаме што поубави и поубави информации? Јас сега би кажала и како професионалец, да речем и како претходно волонтер во Црвениот крст, но би кажала и како родител на деца кои што се на таа возраст, дека вакви програми треба да има насекаде. Значи дека единствениот начин да се научи не е по теорија, не е по дефиниција, туку правејќи ги работите, тоа е единствениот начин кој што младите може да научат. И навистина ги гледаме промените кај нив, така да секогаш може да се прошират, секогаш може да се подобрат работите и секогаш може повеќе. Оти бидејќи колку повеќе се тие, толку подалеку ние стигаме и навистина ги менуваме нештата. А сега јас накратко кажав всушност за какви проекти се работи, но неколку примери чисто да се доближи до публиката што е тоа што до гледачите што е тоа што тие го прават. Тие собират на пример средства преку организирање на фудбалски надпревари, што значи дека прават нешто добро, спортски активности во кои што инволвираат и своји родители, соученици, професори, значи цела една заедница тие раздвижуваат и понатака парите што ги собират преку котизација или да речам преку плаќање на тикет за влез во надпреварот, собираат и купуваат велосипед собен за лице кои што имаат атрофија на мускулатурата, лице кои што е во социјален ризик, кои што не може да си го обезбеди да речам самиот точак. Или на пример собираат средства преку организирање на надпревари по игри различити или по кинопроекција во училиштата, значи се некои интересни и многу убави активности и потоа купуваат неколку фрижидери кои што ги донираат во болница каде што фалат малите фрижидери во собите каде што лежат најчесто мајките да речам со своите деца. Или еколошки проекти во кои што фарбат клупи, чистат цели делови околу училиштето или целиот двор го средуваат да речам за да се помогне. Или да одам подалеку во кои што се реновираат цели кровови на лица во социјален ризик, се поставуваат купатила, одводни мрежи, шпорети, фрижидери. И сега некој што не слуша ќе праша дали навистина тоа е работа на младинците. Не, и ние не ги ставаме толку многу високо таргетите, но тие кога ќе почнат веќе сакаат навистина да ги променат нештата. Оти тие можат и само да ублажат проблеми во заедницата, што значи дека ако некој е гладен, може да му обезбедиме храна за 3 месеци, но често пати тие се обидуваат да вработат лице, да добијат документи за лицето за да добие понатака некаква помош и така натака. Мене особено ми се драги оние проекти во кои што младите ја промовираат културата, бидејќи ние сме земја во која што живеат лица кои што се од различни етнички припадности, кога меѓусобно си го учат јазикот, кога учат за празниците, кога ги промовираат позитивните лидери, да речам, од двете заедници кои што прават некои добрини и некои добри дела. Понатака кога изготвуваат готвачи кои што се на различни јазици и многу други нешта преку кои што го градат тој мостот на пријателство, толеранцијата и солидарноста. Мене навистина ми е драго што имаме можност да слушнеме дека постојат вакви млади кои што навистина прават добри дела и помагаат на оние луѓе кои што не може да функционираат најнормално како повеќето од нас. Би ми било драго доколку некогаш и со тие млади кои што помагаат направиме ваков разговор и ги доближиме до нашата публика да видат всушност какви млади постојат во нашата земја и прават добри дела, односно вредат тие млади во нашата држава. Пред самиот крај ќе прашам и накратко со оглед на нашето време да кажем
кажеме нешто за самата промоција која што ќе се одржи во текот на денешниот ден. Да, денеска ќе се случува промоцијата во хотел Мериот во 12 часот, каде што ќе се зборува малце за самата програма, ќе бидат присутни тие 30 волонтери, инструктори кои што доаѓаат од деловите на сите општински организации. Дел од нив се со мене повеќе од 25 години и да речам ги креираме овие младинци, ја правиме таа критична маса во нашата земја и ги подготвуваме да бидат, да речам, гласници на позитивните промени, нашите најдобри амбасадори. Малце ќе зборуваме за програмата, за успесите, за резултатите кои што јас денеска ги споменав. Малце ќе прикажеме одредени фотографии, малце видеа, ќе зборуваме за успесите на овие младинци, ќе зборуваме за малите проекти кои што тие ги направиле. Така да секако добре дојдено си да присуствуваш, а секако ќе дадеме и поддршка во делот на промоција на конкретните мали проекти, се со цел да го доближиме сето тоа до граѓаните, бидејќи има позитивни примери во нашата заедница, има добри дела кои што сметам дека треба да се слушнат и треба да се видат. Така е, ви благодарам многу за можноста, што имавме можности утринава да слушнеме за такви убави дела. Ви благодарам многу за просторот и за времето. Благодарам уште еднаш. Убаво е да се слушнеме рано наутро за вакви убави вести како младите во нашата земја навистина вредат и ги има такви кои што помагаат на оние кои што не може да си дозволат нормално секојдневие. Верувам дека го задржавме вашето внимание. Се гледаме повторно со нова тема некаде за 1 час од сега.